И зутрината, кога ги отвори очите, веќе не се сомневаше дека се нашол во рајот, во некоја бајка, во која природата не само што му служи на човекот, туку и го послужува, каде што сонцето чека човекот да ги заврши своите дневни активности и дури потоа заоѓа, каде што воздухот звони со невидливо звонче, каде што може да се биде независен и невидлив, каде што секое живо суштество, па дури и дрвјата и лозјата, има свој глас.